Убаво се расположивме ова попладне и веќе е време да ви го представам мојот прв гостин во студиото. Со мен денеска во студиото е господја Гавриела Крстевска, директор во градежната компанија Цивкон. Здраво, Гавриела, и добро ни дојдовте. Здраво и добро ви најдов. Благодарам за поканата најнапред. Може би нашите гледачи ќе се запрашаат која би била темата од еден директор во градежна компанија, меѓутоа и тоа како имаме интересна тема за разговор, нешто ново, нешто досега невидено на македонскиот пазар, меѓутоа затоа малку подоцна во текот на разговорот. На самиот почеток најнапред би сакала да ги запознаеме гледачите со Цивкон. Колку време сте на македонскиот пазар? Па вака сега, Цивкон како градежна компанија се занимава генерално со изведба на објекти од секаков тип, почнувајќи од објекти за стамбено живење, индивидуални куќи, згради, деловни простори, помошни простори за деловни објекти и така натаму. И со дејноста се занимава генерално повеќе од 2 години, меѓутоа сме специјализирани во сферата на високоградбата генерално. Тоа е она со кое што сме стручни, со кое што се занимаваме и кое што го работиме. Така, многу интересно тоа што, еве како што и самата споменавте, 2 години сте присутни на македонскиот пазар, време во кое што градежната експанзија зазема на вистина високо ниво. Не беше ли тоа еден голем залак и голем предизвик да се отпочне со градежна дејност во време на градежна експанзија? Па би можело да се каже дека градежната експанзија е една од причините заради која што токму сега во овој момент Цивкон се појави на пазарот во Македонија. Зошто градежната експанзија? Во, да кажам, едно мноштво на многу градежни компании во Македонија, потребна е една различност, едно одвојување од останатите фирми или од останатите субјекти кои што се бават со истата дејност, меѓутоа одвојување во повеќе сегменти. Одвојување во односот кон клиентите пред се, најпрвен и најважно, а второ во одвојување во однос на квалитетот и на различните производи и елементи кои што ние како градежна компанија ги нудиме на оние кои што се заинтересирани за услугите кои што ние ги пружаме. Знаете како велат, во светот на работењето, на дејноста, без оглед со која и тематика да се занимавате, важно е да обезбедите конкурентска предност пред останатите, без оглед колку е голема конкуренцијата или колку е таа мала. Конкурентската предност единствено и најдобро се стекнува со различноста од останатите. Тоа е она кое што ние како Цивкон сметам дека го имаме и можеме да го понудиме на клиентите. Така, една од оние различности, од големиот број различности е тоа што навистина е необично и чудно што една жена се занимава со градежништво и тоа е прв човек во една градежна компанија. Сите сме некако навикнати да поимот градежништво го поистоветуваме со посилниот пол. Беше ли тоа предизвик за вас? Па беше причина плюс да почнам да се бавам со градежништвото. Работното искуство од преку 15 години ми дозволи да се обидам да раководам со една компанија која што се занимава со дејност која дефинитивно, не само кај нас и во светот е покажано и докажано дека е очекувано да биде машка. Веројатно најмногу заради физичката сила која што имаат мажите пред жените. Меѓутоа, знаете како, во секојдневното живење ние се соочуваме со различни ситуации каде што мораме да ги менаџираме нештата. Менаџментот го имаме дури и во домаќинството и во семејството дома, така да ако појдеме од фактот дека жените се тие кои што генерално ги менаџираат домовите и куќите дома, не гледам зошто не би можеле на соодветен и на адекватен начин да ги менаџираат и компаниите каде што претежно творат и работат мажите. Впрочем, ние жените имаме одредена природна нишка во себе вградена и ни е дадена од Бога да имаме подобри организацијски способности и подобри можности за управување и менаџирање на нештата. Таа беше една од причините заради која што си го дозволив оној ризик, да го наречам, да влезам во светот на мажите и да се покажам таму како
една од, се надевам, успешните жени. Така, сигурно сум дека е така, сигурно сум дека веќе покажувате колку сте успешна, меѓутоа кога зборуваме за различностите и она по што сте препознатливи, секако дека има нешто кое што ве прави многу поразлични од другите и кое што е всушност тема на денешниот наш разговор, ќе ни кажете ли што е тоа? Јас би споменала неколку работи по кои што сме различни. Она што е најголемата нешто што најмногу не издвојува од останатите градежни компании, ќе го оставам за крај, за подоцна малку. Најнапред не издвојува односот кон клиентите. Не би сакала тоа да звучи како некоја демагогија или излитана фраза, да кажувам дека ние се грижиме за клиентите или дека ние сме секогаш клиентот ни е на прво место. Тоа е веќе нешто кое што постојано се коментира и се кажува во светот. Меѓутоа, односот кој што ние во Цивкон го имаме кон клиентите е навистина таков. Бидејќи секој еден проект кој што влегува кај нас во куќата е гледан од аспект на партнерски однос со клиентите. Имаме едноставно се поставуваме од иста страна и ги штитиме интересите на клиентите пред се. Тоа е една од битните работи по кои што сметам дека се одвојуваме од добар дел, не велам од сите, меѓутоа од добар дел од компаниите, бидејќи секако профитот на сите компании не е на прво место, меѓутоа не е секогаш прв и единствен предизвик заради кој што постоиме. Втората работа по која што се разликуваме од останатите компании е по тоа што секојдневно комуницираме со различни типови на организации, издруженија, физички лица, правни лица, различни субјекти од надвор. Значи, на еден начин го вршиме интернационализација на нештата, на производите кои што се користат во градежништвото. Оно што го постигнуваме, значи не сакаме, туку веќе го постигнуваме е воведување на одредени нови стандарди и нови технологии, нови производи кои што во развиените држави веќе на голема врата се навлезени и се користат. Така да еден од производите кои што ги воведуваме на македонскиот пазар е токму производот пасивна куќа и тоа е она кое што не прави најмногу различни од сите останати компании кои што се појавуваат на македонскиот пазар во сферата на градежништвото. Може ли нешто подетално околу пасивната куќа? Да, малку повеќе околу пасивната куќа. Најнапред, иако самиот збор пасивна куќа многу упатува на тоа дека се работи за индивидуален објект или за куќа за живење, да кажам, сепак тоа не представува објект, не представува градба, представува стандард на градење. Пасивната куќа потекнува генерално од Германија. Првата идеја за создавање на за изградба на пасивна куќа се појавува уште пред 30 години, меѓутоа реално истата за прв пат е изведена пред повеќе од 20 години, односно 1991 година во Германија, тоа во градот Дармштат, од страна на еден од главните, да кажем, архитекти и оној кој што ја извел пасивната куќа е професорот Волфганг Фајст, кој што е едноставно и, да кажам, основоположник на овој стандард кој што веќе на широко во светот се користи. Бидејќи преку 40.000 градби во светот се направени по овој стандард, зборувам за индивидуални објекти, меѓутоа не само обичните куќи за живење се градат по овој стандард. По овој стандард се изградени многу голем број на хотели, производствени погони, стамбени згради и така натаму. Колку што се поголеми објектите, колку се поголеми градбите, толку е поголема исплатливоста од користење на овој стандард при изведбата. Што значи тоа исплатливост? Пасивната куќа како пасивна куќа е во делот на енергетската ефикасност, ако ја земеме скалата на енергетска ефикасност, се вбројува во она прва А категорија за енергетска ефикасност, меѓутоа најчесто низ литературата ќе сретнете дека се карактеризира и со А++ категоризација. Значи представува врв во делот на енергетската ефикасност на еден градежен објект. Сега, многу често е злоупотребуван самиот термин енергетска ефикасност. Кај пасивната куќа случајот не е таков, од причина што по изведбата на пасивниот објект се вршат одредени мерења кои што докажуваат дека тој објект, односно таа градба, има
точно пропишана потрошувачка на енергија која што пасивна стандард генерално и го гарантира. Како стандард постојат неколку, ајде би ги кажала 3 клучни точки кои што се важни и се битно поврзани со стандардот пасивна куќа. Првиот и основен она што и претходно го спомнав, енергетската ефикасност, бидејќи пасивната куќа гарантира дека објектот кој што е изграден според овој стандард нема да троши повеќе од 15 киловат-часови по метар квадратен на годишно ниво енергија. Ако зборуваме за електрична енергија, можеме тоа да го многу лесно да го представиме, мислам, за да едноставно и гледачите и вие добиете поголем преглед за тоа што значат тие 15 киловат-часови. Едноставно лесно се земаат, например, една куќа или објект од 100 квадрати, ако е површината на користење 100 квадрати, таа квадратура се множи со 15 киловат-часови. Значи во оваа ситуација тоа би дошло дека таа куќа од 100 квадрати нема да потроши повеќе од 1500 киловати за цела година. Ако тоа се помножи со цената на струјата на денешно ниво, например, знам дека ова за домаќинства е просечната цена некаде околу 4 денари. 4500 се 4500 денари за цела година само за грејење и ладење. Тоа е навистина бројка која што за таква една квадратура во денешно време се троши само за еден месец, а не за цела година. Таа е првата и основната најважна работа кај пасивната куќа. Второто е тоа што благодарение на ниската потрошувачка на енергија, емисијата на CO2 гасовите во атмосферата се многу мали, значи е пријател на животната средина. Меѓутоа, третото исто така важно за корисниците на објектите е тоа што условите во кои што ќе живеат или ќе престојуваат корисниците се комфорни, односно се удобни. Климата која што е внатре во самиот објект е прочистена, меѓутоа е, да кажам, идеална. Малте не е еднаква на климата во планински услови на преку 1000 метри надморска височина. Тоа значи дека не е потребна уред за разладување? Да, генерално не е потребен. Не постојат дури ни уреди за грејење, ниту уреди за разладување кои што се видливи. Значи, не велиме дека не постојат, дека сама од себе се загрева или се лади, меѓутоа пасивната куќа е таква да се едноставно се изведбата на пасивната куќа не дозволува да постојат топлински мостови, односно не постои загуба на топлината кон надвор во зима, ниту пак влијание на жешкото од надвор кон внатре, така да тие се одредени елементи кои што се многу значени, кои што влијаат и овозможуваат едноставно таква ниска потрошувачка на енергија за грејење или ладење. Така слушнавме колку е навистина ниска потрошувачката на енергија. Јас сум навистина изненадена, пријатно изненадена од ова што го слушнав. Верувам дека им се допадна оваа информација на нашите гледачи и дека голем дел од нив веќе ќе се заинтересираат да ја пренаменат својата куќа или пак да изградат нова куќа во ваква каква што зборуваме во последниве минути, односно пасивна куќа. Меѓутоа, што е со цената? Дали е поскапа од стандардната куќа и може ли еден просечен македонски граѓанин да се дозволи да изгради ваква куќа? Значи, направени се испитувања, кажав, мислам, самиот поим пасивна, стандард за пасивна куќа не постои од денес. Кај нас во Македонија е ново, односно не е се уште направена сертифицирана пасивна куќа. Инаку во светот се направени различни истражувања, испитувања за да се утврди дали навистина цената на пасивната куќа е многу повисока и колку е тоа од стандардната градба. Процентот со кој што генерално се оди се движи некаде до 8%. Че ако се земе во предвид за штедата на енергија која што се постигнува со изведбата според овој стандард, мислам дека тие 8% се навистина нешто што треба да се занемари во делот на кога би требало да се инвестира. Мислам да се направи избор дали да се инвестира во класична градба или во пасивна куќа, така пасивна градба. Имате ли никаква идеја за колку време би се вратила вложената инвестиција? И за тоа се направени исто така истражувања. Генерално инвестициите се враќаат некаде, зависно е повторно,
од желбите на инвеститорот, од самата локација на пасивната куќа, бидејќи има одредени предуслови кои што се земаат во предвид уште при планирањето на пасивната куќа, така да периодот на враќање на инвестицијата се движи помеѓу 3 и 7 години. Тоа се истражувања направени исто така од страна на Passive House институтот во Германија, во Дармштат. Обично, нели, во Германија податоците кои што излегуваат од таму се генерално секогаш доста прецизни, доста точни, така да може да им се верува на овие податоци. Апсолутно, да. Дел од нашите гледачи, како што реков, можеби се заинтересираат за изградба на пасивна куќа, меѓутоа оние кои што веќе имаат изградено, може ли да се пренамени или пак мора од темел да се започне со изградба доколку сакаме да имаме пасивна куќа? Доброто кај пасивната куќа е тоа што не мора да биде нов објект, тој мислам единствено да може да се направи пасивна по овој стандард пасивна куќа. Генерално можат сите постоечки објекти да се направат според овој стандард. Единственото нешто кое што некогаш може да не одврати, да кажам, од идејата за модернизација на таа куќа во пасивна е тоа што одредени предуслови ќе нема да бидат исполнети, односно таквата модернизација би чинела многу пари. Кај постоечките градби генерално модернизацијата се прави на тој начин што се користат елементи кои што се сертифицирани за имплементација во пасивната куќа. Постои уште, ја споменав накратко на почетокот, дека Германскиот институт од Дармштат врши сертифицирање на куќите, односно потврдува дека таа градба нема да троши повеќе од 15 киловат-часови по метар квадратен на годишно ниво и доколку условите не дозволуваат постоечки објект да биде реконструиран и направен по овој стандард, тогаш имаат еден малку повисоко, односно стандард со малку повисока потрошувачка, а во овој случај е максимум 25 киловат-часови по метар квадратен на годишно ниво, тогаш издаваат таков исто сертификат кој што се вика Energofit и повторно е направен по истиот принцип како што е за стандардот пасивна куќа, единствено што потрошувачката на енергија ќе биде нешто повеќе, се прави генерално само заради тоа да модернизацијата и трошоците за модернизација не ја преминат премногу цената, па да биде тоа неисплатливо. Така да постои опција и можност и старата постојачка градба да биде модернизирана во пасивна. И извинете само уште нешто, во повторно Германија ќе ја споменам, таму се веќе постоечките стари згради кои што се градени во подамнешните години, веќе генерално се реставрираат, односно модернизираат според овој стандард и најчесто тоа се прави во населби кои што се наменети, да кажам, за социјалните случаеви, односно за луѓе со помали буџети, токму од причина што ќе имаат можност понатака да си ја одржуваат куќата, односно ќе плаќаат ниски трошоци за енергија. Така, со оглед на тоа што е ова навистина нешто ново кај нас во Македонија, од каде доаѓа знаењето кај самите инженери и од друга страна кај самите работници, каде го стекнале тоа нивно знаење со кое што подоцна би можеле да изградат навистина пасивна куќа според сите стандарди од Германија? Институтот во Дармштат врши сертификација на куќи, врши сертификација на компоненти на секојдневно ниво. Различни производители доставуваат примероци од многу различни типови на производи на атестирање во нивниот институт за да се стекнат со сертификата дека се тие подобни за имплементација во ваков тип на градба. Меѓутоа покрај ова врши сертификација, но пред се обука на инженери, консултанти и изведувачи, односно да ги кажам баш работната сила, која што ќе знае на соодветен начин да ги изведе, односно да ги имплементира сите оние елементи кои што се неопходни за да се постигне стандардот. Тука би искористила приликата само да кажам дека Цивкон има во своите редови го има единствениот инженер за сертифициран, зборувам, од страна на Passive House институтот од Германија, со кој што се стекна со сертификатот Certified Passive House Designer. Тоа е колегата Андреј Андреев и едноставно преку Цивкон
Македонија се вбројува во една од 36 земји во светот која што во своите редови, односно како свој државјанин има стручно лице кое што знае да изведува по овој стандард, односно да планира и да гради според стандардот пасивна куќа. Истото се случува и со мануелните работници кои што ги треба да ги изведуваат овие типови на куќи. Генерално, знаете како е, работниците најчесто работат под надзор на инженерите. Инженерите се тие кои што го носат знаењето и кои што го носат импутот во секоја градба. Така да, доколку имате тим од повеќе инженери кои што го знаат стандардот, понатака лесно се пренесува, бидејќи не е нешто кое што е баук или е тешко сватливо. Секој кој што има малку поголемо искуство, многу лесно ги учи техниките и знае да ги имплементира и примени. Така, никаде пред самиот крај на разговорот би сакала да ве запрашам што е со интересот. Има ли веќе интерес кај македонските граѓани за да се здобијат со една ваква пасивна куќа? Па, би кажала дека сум многу позитивно изненадена од интересот кој што се јавува кај луѓето, кај, да кажам, обичната популација, бидејќи ме радува фактот што најнапред на се повисоко ниво свесноста на луѓето за животната средина и значењето на околината, незиното зачувување. Нели, со заштита на енергија, ги гледаме постојано кампањите за заштита на енергија кои што одат по телевизиите и по различни типови на медиуми, и од една страна ме радува тој факт заради кој што се заинтересирани се повеќе граѓани за овој тип на изведба. Меѓутоа постојат и веќе се почесто јавувања со намера и намена да луѓе своите индивидуални објекти ги направат во овој стандард. Добро би било кога би можело барем некоја од јавните институции, како што е тоа во Западна Европа, многу добар дел од градинките и училиштата се градат по овој стандард, најнапред затоа што нели тие генерации ни се најважни на сите, бидејќи се нашата иднина, и кај нив едноставно е се почесто и повеќе училишта се реконструираат по овој стандард, токму за тоа да се овозможи на децата кои што творат и секојдневно престојуваат во овие простори, имаат постојан доток на свеж воздух, на прочистен воздух, од полен, од прав и од било какви честички кои што може да предизвикуваат алергија, бидејќи системот за вентилација во пасивната куќа го овозможува и тоа. Така, освен што штеди електрична енергија, го штеди и нашето здравје. Јас така апсолутно, да. Завршила. Добре, јас тука никаде ви заблагодарувам за денешното ваше гостување во МТМ. Ви благодарам што издвоивте време да бидете наш гостин и ви посакувам успешна работа понатаму со пасивната куќа. Благодарам. Продолжуваме ние понатаму со програмата, следуваат рекламите.